Ние се наоѓаме овде пред кривичниот суд, каде што досега забележавме како 3 лица ја напуштаат зградата. Еден од тие лица всушност беше и Владимир Здравев, кој што всушност бил соработник пак на Владимир Тодоровиќ, односно бил тогаш во советот на општина, председател на советот на општина Центар. Можевме да забележиме како и тој заминува. Тоа значи дека од 5 минута приведени 3 лица засега завршија со разговор кај судија на претходна постапка. Како што дознаваме од овде од кривичниот суд, според информации за 3 лица е побарана мерка притвор, односно за 2 лица е побарана мерка притвор, додека за едно лице куќен притвор. Меѓутоа деталите околу тоа за кое лице конкретно каква мерка е побарано се уште ги немаме, очекуваме официјално судот да се произнесе. Исто така се уште овде очекуваме да биде спроведен Владимир Тодоровиќ, иако се очекува тоа да се случи денеска, сепак до овој момент тој се уште не е спроведен кај судија на претходна постапка. Инаку пресудно обвинителството кој што го спомена и ти го држеше обвинителот во овој случај Љубомир Лапе, кој пак ги соопшти деталите, односно кажа дека станува збор за случај под кодно име Феникс, односно поврзан со проектот Скопје 2014, а пак кој опфаќа 11 споменици, во кои пак всушност не спаѓа мостот Око, како што претходно беше известено. Значи само 11 споменици се вклучени во оваа истрага за која се осомничени вкупно 15 лица. Обвинителството ќе бара ефективен притвор за 7 од нив, а за деталите околу тоа, околу овој случај, предлагам сепак да го слушнеме обвинителот Љубомир Лапе. Во овој предмет на овој ОГОП се спроведува истражна постапка против 15 физички и 7 правни лица, меѓу кои освен македонски државјани има и еден државјанин на Република Италија и 3 италијански правни лица. А поради основано сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување под член 353 став 5 од Кривичниот законник и перење пари и други приноси од кривично дело од член 273 од Кривичниот законник. Врз основа на прибавените докази произлезе основано сомнение дека од втората половина на 2007 година па до крајот на 2013 година во Скопје прво осомничениот, искористувајќи ја својата реална моќ како председател на влада на Република Македонија и председател на политичка партија што тогаш била на власт, заедно со своите блиски владини и партиски соработници, заменик председател на владата и министер за финансии, државен секретар во Министерството за култура, а подоцна и министер, како и тогаш председател на Советот и советник во општина Центар, градоначалник на општина Центар и други лица, се поврзале со цел остварување политичка и финансиска корист. Имено, под превезот на историското и државотворното значење на личностите за кои се подигнуваат споменици, осомничените започнале со реализација на проект познат во јавноста како Скопје 2014, а за кој проект реално не постои писмен документ, одлука, проект или програма од надлежен државен орган. Така како што можевме да слушнеме, дел од овие лица се теретат за злоупотреба на службена должност и овластување, додека пак дел од овие лица се теретат за перење на пари. Инаку Зоран Тодоровиќ, кој што беше, односно Владимир Тодоровиќ, се извинувам, кој што беше уопсена, се уште чекаме овде негово спроведување, тој се товари за злоупотреба на службена должност, не и за перење на пари. Како што можевме да слушнеме, во оваа истрага се вклучени и правни лица од Италија, односно фирми од Италија, кои што исто така искористувајќи својата моќ, односно поврзаност преку лица од овде, помагале да се врши перењето на пари, односно во делот на изградбата на споменици. Повеќе детали за тоа на кој начин биле вклучени и овие италијански правни лица да слушнеме од обвинителот кој оваа информација ја сподели претходно на пресконференција. Со действијата што ги превзеле, ја заобиколиле парламентарната контрола врз процесот на планирање и трошење на буџетските средства, обезбедувајќи неконтролиран пристап до финансиски средства потребни за сторување на кривичните дела. На тој начин, осомничените целосно го нарушиле уставното начело на подоба на власта на законодавна и извршна и локалната самоуправа како темелна вредност на уставниот поредок, а во исто време од стручната јавност и граѓаните го прикриле вистинскиот износ на финансиските средства потребни за реализација на наводниот проект.
Од досега прибавените докази произлегува дека 5 и 6 осомничените како службени лица, градоначалници на општина Центар, 4 осомничениот како службено лице председател на Совет на општина Центар, поттикнати и помогнати од други лица, при вршењето на јавни набавки за изработка на споменици, сториле едно продолжено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 5, ВВ ставови 3 и 1 и ВВ член 22 и член 45 од Кривичниот законник. Поточно, тие спровеле незаконити јавни набавки за избор на економски оператор Леарница. При изборот прифатиле понуди со нереални цени од економски оператор кој самостојно не ги исполнувал условите, ниту имал комплетни понуди, а ги отфрлале сите останати понуди. Во овие действија биле помогнати од 8 осомничениот италијански државјанин, кој им ги ставил на располагање неговите правни лица, преку кој во име на повеќе други правни лица поднесувал однапред договорени понуди и подпишувал договори, иако знаел дека дел од нив воопшто немаат регистрирано дејност, леење или обработка на мермер. Да, ова беа деталите всушност кои што ги прочита обвинителот во случајот Љубомир Лапев, односно оно што стоеше во диспозитивот на обвинението за случајот под кодно име Феникс, односно акцијата која што обвинителството за гонење организиран криминал и корупција заедно со МВР ја спроведува. Оно што треба да го напоменеме е тоа всушност дека оваа акција се уште е во тек, па иако досега вкупно 5 лица се уапсени, сепак и во текот на денешниот ден обвинителството најави дека акцијата ќе трае, па можеби во текот на вечерните часови ќе имаме и нови апсења, меѓутоа за сега тоа останува непознато, останува да видиме. Она што за сега овде во кривичниот суд го чекаме, тоа е приведувањето, односно донесувањето на веќе приведениот всушност Владимир Тодоровиќ, кој овде се очекува да биде изведен пред судија на претходна постапка и да му биде одредена мерка. Веќе рековме дека обвинителството за 7 лица ќе бара мерка притвор, а конкретно која мерка притвор ќе ја добие Владимир Тодоровиќ останува да видиме, откако прво овде треба да биде донесен, а дури по разговорот со судија известителки од претходна постапка ќе знаеме каква мерка ќе му биде определена. Младен? Да, што станува со останатите осомничени во овој случај? Има ли некаква информација за тоа кога тие ќе бидат изведени пред истражен судија или? Така, значи, во однос на другите лица, всушност, како што веќе реков, Младен, 3 лица веќе овде беа изнесени, значи се очекува Тодоровиќ и уште едно лице во текот на денешниот ден да бидат овде изнесени, додека, како што веќе сега реков, акцијата се уште е во тек, значи, уште 10 лица остануваат, вкупно 15, колку се осомничени, акцијата е во тек, меѓутоа немаме најави дали во текот на денешниот ден ќе има нови апсења.